Министерството за економија подготвува измени на законот за трговија, а целта им е укинување на ограничувањето на времето на продажба на алкохолни пијалоци во трговијата на мало. Решенијата предвидуваат продажбата и понатаму да се врши во лиценцирани продажни објекти, без ограничување на времето за продажба и без посебни услови. Ограничувањата го намалија бројот на продажни места, преку кои производителите на вино и пиво во земјата го вршеа својот пласман, без јасно да се постигне целта за намалена консумација на алкохол кај малолетниците. Единствено што се постигна се ограничени, односно се намали бројот на трговци на мало, кои одлучија да продолжат да продаваат алкохолни пијалоци во рамки на времето пропишано во Законот за трговија. Ваквата состојба ја намали продажбата на алкохолни пијалоци, особено продажбата на вино и пиво во земјата. Но од друга страна граѓаните сметаат дека во интерес на младите треба да постои ограничувањето на продажбата на алкохолните пијалоци. Што знам, ја мислам дека добро беше таа мерка. А сега да се продолжи, не знам, тоа младите не може да кажеме ги тоа не са баш како што треба, според мене. Па не би требало ни да се предават, да ти кажем право, после 19 часа. Тоа, па затоа што младите не водат сметка. Обавезно купуват. Младите си се млади, знаеш, што сакат да пијат. Порно да биде забрането. Ја мислим да не е добро, па сега не знам они како ќе си прават тамо. Што да кажам ја? Тоа што е според вас не е добро? Па зашто? Зашто не е добро? Зашто да пијат да после искача па прават гужве? И за тоа. Па не е добро. Не е добро. Како што беше до сега, до 19 часа. Зошто според вас не е добро? Па има малолетни, имат деца, имат пијани што са. Ваквите законски измени се прават на барање на винариите на пивската индустрија, кои што сметаат дека веќе 10 години трпат негативни импликации со воведувањето на мерката по 19 часот да не се продава алкохол во продавниците.